тежък 1 грам. Автограм, автограм, То си го добил съм. автограм, автограм, подпис тежък 1 грам. Автограм, автограм, То си го добил съм. автограм, автограм. Похвали се, имам подпис от артист и пеяч славен на улица. Те те ценят в училище, тя си главен, подпис тежък 1 грам. Автограм, автограм, То си го добил съм. автограм, автограм, подпис тежък 1 грам. Автограм, автограм, То си го добил съм. автограм, автограм. 1-2. Значи, ovo je той дзид, що стана попознат дори от кинескиот, а? Пак кога е така и кога веќе јас прв стигнав до него, ред е и прв да го ставам својот автограм. Ама што? Ајде, иш. Почекай ти, ке видиш. Иш. Рим, трам, трам, трам. Ja? Ko? Си. Ей, що правиш ти тука? Кој си ти? Како си? Јас сум добро, но ти ќе бидеш за никаде ако те види Чичко Раде. А зошто молам? Затоа што му го шариш зидот. Па нели дзидов е за автограми, молам? Да, токму затоа, а не преку него да ги прашуваш луѓето како се. Ама кому му пречи тоа, молам? Кој? Како се? Ама не како се, ами како си? Тоа е мојот автограм. Види, дури да е точно тоа што го кажуваш, пак не смеш да се подпишуваш на зидов, ако не си покарет и ако не си некоја важна личност. Па јас навистина не знам кому му пречи тоа. Па на Чичко Раде, молам. Си измори човекот од работа. Секоја седмица пиши, бриши, пиши. А кој е тој Чичко Раде? Кој? Еве ти го Чичко Раде, кога веќе толку те интересира. Ете тој. Можете автограми. Ама, како си? Зависи, пријателе. Сега, например, сум многу добро расположен. Добре. Кој го ставил ова овде, а? Јас, тоа е мојот автограм. Ова е обично прашање без прашалник на крајот. Ама не, тоа е моето име. Го чули игранко, а? Не само што го чув, туку и му кажав дека гребчи. Се подпиша како да е некоја важна личност. А од друга страна, ниту името не му го знаеме. Името ви го кажав и го ставив на дзидот. А освен тоа, и многу популарна личност сум, ако е тоа воопшто битно за овој дзид. Чекај, Гранко, да го сослушаме ние него, може би сепак е некоја важна и позната личност. Може би, но во Тунгузија или во Дембелија. Зошто толку далеко ме праќате? Па какво име, таква држава или обратно. Така ли е Чичко Раде? Чекај, Гранко, не донесуваме пребрзи решенија се во свое време. Ама лаже? Се лаже. Сака да ни ја лажира емисијата и тоа, уште пред да почне. Јас лажам. Јас сум единствената личност која што не умее да лаже. Поради тоа сум многу несреќен, а и многу популарен. Јас не умеам да лажам воопшто. И на сите луѓе, и на сите деца што умеат да лажам, им завидувам. А зошто, молам? Зошто? Затоа што не умеам да измислам ниту една лага. Сите лаги што ги имав ми ги украдува, сега немам ние. А како се случи тоа, молам? Како? Како? Тоа е тешка и мошнетажна приказна. Кога бев мало дете. Мои другари не беа ни Петко, ни Рајко, туку тешко те би олеле мајко. Чекај, слушај, пријателе. Кажи си ја маката и оди си, зашто ме чека многу важна работа, само што не пристигнале Борчи и Билјана. Ајде, кажи си ја маката и нагла одам. Ќе ме оставите ли да продолжам?
Ajde da te ostavime Ajde. nije tebe koga ne sekaš, ti nas da ne ostaviš. Ajde, pej da te čujem. O, Lejle, majko. Čekaj, prijatelje. Pa rekao, ne da peve, Ajde, rekao da nas kažu. E pa dobro, ќе Ajde, da nas раскажу. kažu. Ajde. Леле, мајко беше добар другар, верен, силен. Неговиот татко беше директор за производство на фабриката за производство на дожд во прав. Да. И сигурно тој дожд во правни ветер во туби му ги продавала продавачката тетка Пепи, а? Јас порано живеев во градот, Да. мижи да те лажам. Ой, баш нема да мижам. Ами ќе слушам и ќе гледам со отворени очи. Баш многу сакам да дознам нешто повеќе за тој твој град. Во него, Да. улиците, со чоколадни бомбони беа поплочани, Охо. а над нив светеа светилки 100 милиони. И луѓето кога одеа мижеа. Чекај, а возилата? А возилата нема гуми како денешните. Нема гуми. туку на гуми за жвакање се движеа. Бреј, што ни изнакаше овој, бреј? Да знаете какви денови беа тие. А во годината само 2 дена се учеше. Летниот распуст траеше 9 месеци, а зимскиот 3 месеци. Полека, пријателе, многу високо си искачи, да не паднеш ниско, знаеш. Одличен беше оној кој што ништо не знаеше, на часовите ги фалеа оние што ништо не одговара. А оној кој што имаше повеќе од една петка, тие повторува. Пријателе, тогаш трпе. Синот на мојот комшија, знаеш, таму тој би бил одличен. Тоа твое училиште и тој твој град, како да се измислени за него. Токму на време, Кој? еве доаѓа и професорот Чичко Петар. Ќе го прашаме дали тој чу за такво училиште. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. Добар ден, професоре. Борче и Билјана уште не стигнале, нели? Уште не се, професоре, но ние и без нив многу си се забавуваме. Штета. Сакав да ви препорачам гостин за емисија, ама не ќе можам да ги дочекам брзо. Ја. Ќе навратам подоцна. Професоре, дали сте чуле за такво училиште во кое се учи само 2 дена, а летниот распуст трае 9 месеци, а зимскиот 3 месеци? Сум чул, како не сум чул? Ете, ви реков ли чул? Чекайте, професоре. Летниот распуст 9 месеци да трае, а зимскиот 3 месеци. И одличен да е оној што ништо не знае. Како може тоа, професор? Токму така. Па немојте ви се молам. Па тогаш, која е таа ветена земја, ви се молам, професоре, да го испрати мојот комшија, својот син, да положи таму матура, зашто мака си мачи тука со него. Зарем не сте чуле за земјата Дембели? Таму се може и секој успеа, само ти, Раде, не си за таму. Земја Дембелија, реков јас. Зошто, професоре, јас да не бидам за таму, па зар јас не сум човек ли, професоре, а? Токму заради тоа што си човек и што си вреден работник. А земјата Дембелија им припаѓа на мразниците и дембели. Ама овој рече дека се вика, како се... мижи да те лажам. Ама не. Градот се вика мижи да те лажам, а тој е главен град на земјата за која што ви зборува професорот. Јас отидов луѓе, а вие мижи лажете се. Па, Догледање, професоре, догледање. Догледање. Ова, да. Има право професорот. Овој, мижи да те лажам, ни го одзема времето и ни го краде. Ама мижи да те лажам е мој роден брат, а речи кажи е прв братучето тетка од Чекај, пријателе, да не познаваш ти некој џабеле бојадеч? Како да не го познавам сите четворицата во исто оделение сме заедно. Одлична дружина, деве. Блазе си му на учителот, а? А не, тие денеска не се на училиште, кај продавачката Пепи се да Да, и помогнат малку. да. Ќе појдам да ги Чекај, викнам стој, на слушај. заедно да дојдат. Слушај, остани овде, нема Остани. потреба. Нема потреба, Слушај, да. те прочитавме ние тебе, ајде чисти се одовде, додека не сум Ова. те исчистиле аз тебе. Ајде чисти се. Па добро. Те прочитавме, не си повеќе интерес. Добро, јас и онака сакав самиот да си одам. А за автограмот не ви барам никакви пари.
Јас, знаете, решив да се подпишувам само на платен список. Мислам кога ќе се вработам. Ајде. А сега што ви думате? Чисти се работа, кога ти Бре, што е ова, бре, Гранко? Секој ден не напаѓа се повеќе некои џабеле бојаци, трчи лажовци, и што ти ја знам. A ovo ipak ama laženje. Ја, излага, а не поцрвене, То го слушај, да го изближам ја с ова, додека не дошле Борчи и Билјана, Da, Ja. a ti je danes zadosnije kako nikogaš do sada, ne li? Кој знае што и ми се има случено, Ало, овде работникот Раде, кој ви треба бе моли? Како си? Како си заминал во градот Миши да те лажам во земјата Дембелија, таму баре? Што? Чичко Раде, јас сум... Биди ти кој сакаш и барај си го својот другар каде што сакаш, само мене не ми пречи. Koji беше Чичко Раде? Некој џабеле бојадач си го бара својот другар. Ти како да се лутиш малку, Чичко? Па не, што има да се лутам? Виде и ти самиот пред малку бев многу расположен, со песна си влегов, ама сега изгледа со кавга ќе си одам. Добар ден. Биле, какво чудно време, не ли биле? Надвор чисто небо, сонце, а овде некој или нешто грми. Деца, вам вие до шега, ама мене не ми е да знаете. Ама Чичко Раде, зошто си толку лут? И зошто ми ја спуштиш слушалката и не сакаше да ме дослушаш? Слушалката? Која е слушалка? Па- Каква слушалка? Па пред малку се обидов да ти се јавам, да ти телефонирам. Чекај, како да ми телефонираш? Да ти објаснам, да ти објаснам. То да ми објасниш, не? Па дека ќе задоцни ме и само што те прашав како си, А? ти пламна. Како си? Добро, јас сум добро. Ти и оној Гранко, малку сте ми засмејали, не ли биле? Биле, како си? Јас добро сум, благодарам на вас. Мислам нешто не е вре. Деца, се е во ред. Допред малку не беше ништо во ред, но сега е се во ред. Го нема оној дембел. Како си? Вие сте тука и емисијата може да продолжи. Ама Чичко Раде, гледаш ли сега каков си? Ние тебе сериозно те прашуваме, а ти... Па, ништо не разбирам, биле. Ниту пак и јас. Нема, деца, нема што да се разбере. Вие сте тука и емисијата вела може да почне туку. Кај бевте вие досега? Зошто задоцнивте, Ја? Тоа да ми кажете. Па, задосливме. Нешто рече една сообраќајна незгода. Аман, бре, деца, каква незгода? Кога? Каде? Некој Божав бил на свадба. И враќајќи се како сват, налета на полн автобус сред автопат. Аман, бре, И потоа Божавот си отиде. Едноставно избега од местото. И патниците излагува спашени од автобусот, а ние гледавме и слушавме и ето задоцнивме. Аман, бре, деца. Оставете ја шегата и немојте да ме посетувате на тие џабеле бојаци и мижилашевци. Ајде да работиме нешто сериозно, нели? Ама да оставете ги тие работи, деца. Па зашто не помислите како ми е мене сега, Како се чувствувам јас? Оставете ги тие работи. Чичко Раде, на вашата прегешна шега, ние одговоривме со наша шега. Ја. Ете тоа ви е мило за драго. Не лути се, мајстор Не Раде. се лутам, Не не лути се се. лутам. И јас ке ти објаснам се. Ние бевме кај другарчињата од детскиот хор Развигорче. Па зошто, деца, не ме повикавте и мене, Па знаете дека јас многу ја сакам песната.
Па требаше да ме повикате, деца, не? Ја. Требаше. Професоре, мораме да ја поправиме грешката. Ќе ја поправиме грешката. Ние бевне кај нив, а еве го нивниот диригент кај нас. Запров, добре дојде во нашиот клуб. Добро ве најдов. Има ли некоја награда за разбигорчињата за последниве 24 часа? Се шегувате, професоре. Последната беше во јуни минатата година на Сојузниот фестивал во Целје, каде што Развигорче во конкуренција на 10 хора најдобри од нашата земја, ја освои пак златната медал. Браво, браво. И колку се вкупно? Па, еден сребрен за нашето прво учество на тој фестивал, потоа 3 златни медали, една 13-ноемвриска награда и уште многу други во вид на признанија, дипломи, специјални награди и не би ги спомнала нив понатаму. Јас, Борче и Билјана те молиме за нашиот Чичко Раде да исполните една песна, само повесела зашто тој денес е нерасположен. Па, добро. Ти благодариме и тебе и на Славејчињата. Кога веќе ги спомнаме Славејчињата, нека тоа биде една весела песна за Чичко Раде од фестивалот Златно Славејче, фестивал кој Развигорче заедно со танцовиот оркестар и солисти, деца, го реализира веќе 10 години. Еве, Чичко Раде, ја исполнивме и твојата желба. Благодарам, деца, многу ви благодарам. Беше убаво. Навистина беше многу убаво. Луѓе, помагајте! Спасувајте! Спасувајте! Тетка Пепи, што? Повелете, седнете и одморете се. Повелете, седнете. Тетка Пепи, да не ти се запалил киоскот? Не ми се запалил киоск, туку ми се запали главата. И ми чади. Ми чади! Еле ме побудалеа! Кој, тетка Пепи? Купувачите? Не, туку разни таму џабеле бојаци, трчи лажачи и безделници. Еве тие. Значи си нашле нова жртва. Од тука право кај вас, а? Значи беа кај вас. Епа, порано тројца, сега само еден. Еден, ама вредеше колку стотина, како да му е роден татко баронот Михаузен. Онојде познатиот лажливец од приказните. Што сака, тетка Пепи? Што сака, биле многу нешта. Ветер во туба. Дожд во прав. Молив што сам си ги пишувал домашните задачи. А вестници што се читаат од наопаку, потоа лев чевел за десната нога. И уште многу нешта. Ме побудале. Па оној што дојде последен,
Имаше некое чудно име, не можам да се сетам како се викаш. Знам, тоа е нашиот пријател. А како си? Благодарам, добра сум. Како си? Благодарам, Грамко, ама не сум најдобро. Слушајте, ако ви е тој пријател, имате, бога ми, со што да се пофалите. Па тоа е една мелница, мелница што само меле, и на ветер, и на магла, и на ништо. Само меле. Се видел и се чул. Видела со чизми, пајак со гитара, видел мушец како слон, китко буба мара. Видел штрк со една нога, жаба во пиджами, видел гуски во фустани, како модни дами. Видел мачор со рогови и зајак без уши, видел биво со очила на луле што пуши. Видел мачор со рогови и зајак без уши, видел биво со очила на луле што пуши. Видел лав со чизми, пајак со гитара, видел глушец како слон, китко буба мара. Видел штрк со една нога, жаба во пиджами, видел гуски во фустани, како модни дами. Видел мачор со рогови и зајак без уши, видел биво со очила на луле што пуши. Видел мачор со рогови и зајак без уши, видел биво со очила на луле што пуши. На луле да пуши. И дојдов кај вас да се спасам. Ајде да си одам. Каде, тетка Пепи? Одам дома да се испрежам малку на каучот, да си прилегнам и да се одморам. Остани овде! Чичко Раде го смирихме со песна. Ако сакаш и тебе. Не, срце. Сите симфонии од Бетовен да ми ги пуштите, не ќе можат да ме смират. Ај, здраво. Здраво. Кутрата, ние не можевме да излеземе накрај со еден, а нејзе лажливци се собрале четворица. Изгледа доаѓа центарфор од Цане. Да, тој е. Цане! Браво, Цане! Оперка! Удри! Така, напред! Ајде, Удри тука! Браво! Еве и ние стигнавме. Буквално сепак на време. Токму тебе те очекувавме, Цане. Но за жал како и секогаш доцнеш. Биле навистина не може порано.
Иако уште на почетокот резервирав место за мојот гостин, не можеше да го напусти редовниот тренинг. Одвај го пронајде. А ако не се познава со Реджеп Реджеповски, молам нека се запознае. Каде си, бре, Реджев, да дојдеше само малку порано. Толку мене ми требаше и на продавачката Пепи. Ама ништо. И јас затоа го викнав Чичко Раде. Мислев ке ги крстат ракавиците со тој Нерани мајко, како си. Како си, да. Тоа само... Но тој трецот побегна пред време. Побегна сами. Повелете. Повелете. Ајде, Биле. Седнете, Речеповски. Речеповски, ги гледавме речиси сите твои досегашни борби. Нашите гледачи сигурно ги интересираат твоите идни планови на полето на боксот. Па сега треба со репрезентација да одиме заеднички на припреме, пошто се очекува во овој тек на месецот февруари од 24 до 27 Белградски победник да боксувам на ревијата. Па оттука треба да одиме во Франција за некој француски турнир таму, ќе боксуваме исто така и се вратам за домашен терен на државно првенство, па ме очекува за Олимпијада во Лос Анджелес. Може би некој од нашите млади гледачи има желба да се занимава со спортот со кој се занимаваш и ти. Па што им препорачуваш на идните боксери, да ги наречеме шампиони? Па патот кој води шампиони треба да се тренира редовно, да има добро срце, да се не плаши од другите боксери, да боксува онака, да тренира, да живи спортски, алкохол да не употреби, да не пуши, да не скита, кога се живи. За спортистите. Па да, сигурно. Борче, времето од нашава емисија истече. Сега да го замолиме нашиот гостин да ни го остави својот автограм и да му заблагодариме за учеството во емисијата. Повелете. Пофали се, добив петка, уште една, за знаење, што се дава, оценка е тоа вредна. Потпис тежок 1 грам, автограм, тоа си го добил